Информативно издание на Дневникот на Канал Плюс. Добро вечер. Започнуваме со најава на дел од содржините. Истокот и денес активно се вклучи во санација на поплавите во Скопско и Тетовско. Проценители од сите општини се на терен во погодените подрачја за да е проценат на станатата штета. Функционираат и пунктовите за донации. Од понеделник до петок идната недела трае првиот уписен рок за запишување на идните студенти во академската 2016-2017 година на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Непознати кратци деновиве извршиле кражба во семејна куќа во населбата Трајаново, Трлово, Кочани. Го разрушиле зидот од куќата и однеле вредни предмети од домот на лицето РФ кој живее во Германија. Шести ден по поплавите во Скопско. Шести ден на терен напорно се работи за санација на штетите, вадење на калта и сметот. Континуирано се чистат улиците, бидејќи отпадот постојано се префрла од дворовите на улиците и тука механизацијата е целосно посветена. Ова го потенцираше министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, кој информираше дека во текот на денешниот ден ќе продолжи процесот на дезинфекција. Сега работиме на вадење на калта, сметот, исто така уништените материјали кои што ги имаат во домовите со цел целосно расчистување на куќите и на дворовите. Тој процес не е едноставен и имаме континуирано чистење на улиците, бидејќи отпадот од домовите се префрла во дворовите, од дворовите на улиците и тука механизацијата е целосно посветена со голем фокус на улиците каде што имаш кои што беа најпоплавени, куќите и домакинствата кои што беа најоштетени. Во исто време започна и процесот на дезинфекција. Околу 1/4 во текот на вчерашниот ден беше покриена. Во Стајковци очекувам околу 3/4 да бидат завршени во текот на денешниот ден и да се продолжи во текот на утрешниот ден. Исто така се реализира и препораката на владата на Република Македонија да сите оние мали деца до 13 години, бремени жени, децата со своите мајки и стари неподвижни лица да се времено да се преселат кај роднини и пријатели надвор од ова населено место со цел да може целата оператива, целата механизација, сите работници кои што се дојдени процесот на дезинфекција непречено да продолжи, бидејќи многу е полесно и поедноставно кога координирано ќе се настапи во соработка со припадниците на војската, на полицијата и сите луѓе кои што се тука присутни и волонтери и сезонски и комунални работници, организирано и систематски да пристапиме кон чистење на теренот. Граѓаните на Република Македонија активно се вклучуваат да им помогнат на настраданите од поплавите во Скопско и Тетовско. Проценители од сите општини од истокот се на терен во погодените подрачја за да е проценат на станатата штета. Солиден е и бројот на волонтери од градовите кои деновиве во голем број помагаат на лице место да се исчистат домовите. Се уште функционираат и пунктовите за донации. Она што остана после поплавите во домовите на настраданите во Скопско и Тетовско се кал, смет и смрад. Токму поради ова, според експерти, настраданите, но и сите кои помагаат на терен, се подложни на заразни болести, како што се шуга, цревни инфекции, жолтица, но и западно-нилска треска. Во овој период сме во контакти со нашата централа во Скопје и имаме информации дека веќе почнува да се појавуваат и некои заразни болести. Меѓутоа, граѓаните кои што се заинтересирани да помогнат не треба да бидат исплашени, бидејќи со соодветна заштита на самите себе нема да имаат никакви последици по нивното здравје. Најдобра заштита е доколку се користат гумени чизми, медицински маски, антибактериски гелови и средства за дезинфекција на просториите како варикина и солна киселина. Оние кои помагаат имаат потреба и од лопати и батериски лампи. Дел од овие продукти веќе се донирани, а од волонтерите на Општинската организација на Црвениот крст од Штип, кои се наоѓаа на пунктот за донации што беше сместен во холот на Општинската зграда, дознаваме дека во најголеми количини се донира пакувана вода, средства за хигиена и производи наменети за немалите. Токму тоа, облека и храна за најмалите, но и покукнина за обновување на домакинствата е она што е најпотребно.
Веќе имаме граѓани кои што пријавија интерес за донирање и на покупнина. Веќе денес донираше на наша сограѓанка и бебешко кревече. Значи сите оние работи кои што граѓаните сметаат дека може да ги донираат за овие семејства, може да ги достават во просториите на Црвен крст секој работен ден во период од 9 до 15 часот. Оно што најмногу е неопходно во овој период е да се донира конзервирана храна, значи храна која што не е расиплива, бебешки средства, како што се храна, памперси и слично, и средства за дезинфекција и дератизација, како и хигиенски средства кои што ќе им помогнат на поплавените семејства во овој период да ги исчистат своите домови. Исто така за настраданите кои имаат одредени хронични болести, потребни се соодветни лекови, антибиотици, аналгетици, електролити и лекови против повраќање и диареја. Од Никола Камчев, секретарот на Општинската организација на Црвениот крст во Штип, дознаваме дека пунктот за донации во општинската зграда работеше до денес, а за оние кои сакаат да донираат и во наредните денови, тоа може да го сторат во супермаркетот Туш, каде веќе работи новиот пункт, и тоа во периодот од 10 до 14 и од 17 до 20 часот. Во општина Зрновци продолжува акцијата за собирање помош за настраданите во поплавата во Скопско. Веќе петти ден 20 на граѓани од Зрновци работат на расчистувањето на теренот во Сингелик, каде што им помагаат на жителите во надминувањето на последиците од поплавата. Во општина Зрновци продолжува акцијата за собирање помош во вода, храна, пелени и други предмети за настраданите во поплавата во Скопско. Собирниот пункт се наоѓа пред општинската зграда секој ден од 8 до 16 часот, а донација има и од зрновјани кои се на одмор во родниот крај. Ние веќе неколку дена се вклучивме исто така во санирање на штетите од поплавите. Нашата екипа се наоѓа во населба Ченто. Можем да кажем дека овде навистина имаме една многу лоша состојба. Луѓето се наоѓа во кал, се наоѓа со големи штети, се уште не можат да се вселат во нивните домови. Ние успеавме од неколку домови да го изнесеме на мештајот кој што им беше поплавен. Навистина се работи на специфична ситуација, состојба. Луѓето се очајни, навистина им треба многу помош. Според Станков, собраната помош во текот на утрешниот ден ќе биде доставена до Црвениот крст во Скопје, а оттаму до оние на кои таа им е најпотребна. Акцијата за помош на настраданите во Скопско во општина Зрновци ќе продолжи и наредната недела. Продолжуваме со образованието. Од понеделник до петок идната недела трае првиот уписен рок за запишување на идните студенти во академската 2016-2017 година на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Годинава новитет е воведувањето на нова електронска платформа и програмата за вајарство на Ликовната академија. Угада ќе запишува студенти на 25 и 26 август, а третиот уписен рок е на 5 и 6 септември. Од понеделник почнува првиот уписен рок за запишување на студенти во академската 2016-2017 година на Универзитетот Гоце Делчев Штип, а ќе трае до петок 19 август. УГД со своите капацитети е подготвен да ги прими новите студенти од регионот и пошироко. Конкурсот што е прифатен од страна на владата на Република Македонија објавен во сите весници од страна на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, содржи околу 5000 студенти оваа година и тоа е бројка која е пака релативно комотна бројка во која може да го најдат својот интерес сите заинтересирани средношколци и мислам дека бројот на студентите е доволен за да ги артикулира сите потреби на сите студенти во овој дел на Република Македонија и пошироко од неа. Од странство бројките се секогаш лимитирани на 10% од вкупната квота на бројот на студентите и тие во минатите години беа во бројка некаде околу 150 студенти. Се надеваме дека оваа година ќе биде таа бројка во тој број би се однесувала бројката. Не очекуваме поголема бројка од 150 студенти. Освен програмата за вајарство на Ликовната академија, оваа студиска година на останатите факултети ќе нема нови студиски програми. Новитет од оваа година е тоа што УГД има воведено нова електронска платформа, информираше на пресконференција ректорот Боев. Тоа е една модерна платформа која се применува многу универзитети, европски и светски универзитети. Таа е прилагодена за потребите на нашите студенти, кај студентите можат од било кој дел на Македонија, од било кое место да направат апликацијата и општо да не се појават во првиот налет, да кажеме, на универзитетот, него потоа при запишувањето да дојдат на универзитетот и да ги решат сите своји проблеми.
Како и секоја година, така и ова. Новите студенти уписите можат да ги вршат во стариот ректорат во делот на правниот факултет, односно во Домот на културата Ацо Шопов во Штип, а исто така и во сите дисперзирани центри во рамки на УГД на сите факултети. Инаку, оние матуранти кои нема да се запишат на првиот уписен рок, можност за запишување ќе имаат на вториот уписен рок на 25 и 26 август, како и на третиот на 5 и 6 септември. Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев од Штип распишува повик за првото електронско меѓународно списание за трудови од областа на културата, литературата, уметноста и науката. Од Штипската библиотека ги повикуваат сите заинтересирани апликанти да ги достават своите трудови најдоцна до 10 септември. На државно ниво по повод 1100 години од упокојувањето на Свети Климент се реализира програма во областа на културата. Таа програма е под покровителство на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, а во соработка со Министерството за култура на Република Македонија. Голем број институции се вклучени во оваа програма, а на наше големо задоволство и на наша иницијатива и Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев од Штип се вклучува во истата оваа програма, на тој начин што и ве распишуваме повик за нашето прво електронско меѓународно списание, насловено како Медиевал, чии уредувачки одбор и организационен одбор го сочинуваат еминентни личности од Македонија, меѓутоа и од соседните држави. Во ова списание ќе бидат вклучени трудови од областа на културата, литературата, историјата, уметноста, така што ги повикуваме сите заинтересирани апликанти да ги достават своите трудови за конкретните критериуми за тоа како треба да изгледа еден труд и за конкретните теми. Сите апликанти, заинтересирани научни истражувачки работници ќе можат да се информираат преку нашата веб страна на која што ќе биде и објавен повикот. Инаку повикот трае до 10 септември. Електронското меѓународно списание ќе биде промовирано во месец декември 2016 година на Свечината академија по повод празникот на Свети Климент, а во соработка секако со Универзитетот Гоце Делчев, односно Филолошкиот факултет, со Општина Штип и Прегалничката епархија. Заштитата на староградската архитектура е императив на секоја држава. Старата архитектура има историска и културна вредност, па објектите кои се на оваа листа имаат посебна вредност за заедницата и општината. Во Штип веќе се обновени фасадите на неколку стари куќи. Во моментот се реконструира куќата на Личкови, а во наредниот период нови фасади во стар стил ќе добијат уште десетина куќи. 4 фасади во Штип на објекти заштитени како споменици на културата се во фаза на обновување. Нивната обнова е дел од годишната програма на Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Штип. Финишираат градежните активности на фасадата на куќата на Личкови во Штипско Ново село. За куќата на Крстимир Сирков 67 работите се веќе отпочнати во делот на изработка на дограма. А во наредните 10 дена очекуваме изведувачот да го постави скелето и да почне со градежни работи на фасадата. Во делот на подготовките за работата на објектот на улица Крстимир Сирков 49 се работи на проектот, пошто ќе следува тендерска постапка, а тендерската постапка е завршена за објектите на улица Гоце Делчев 55 и 57 и избран е најдобар економски оператор. Кога се работи за обнова и реконструкција на фасадите на објекти кои се третираат како историско наследство, а се во приватна сопственост, Штипскиот музеј учествува во постапката за добивање на градежни одобренија на неколку објекти во центарот на градот, чија архитектура треба да се заштити. Во таа насока ние даваме стручна помош на повеќе иматели на такви објекти, пред се во централното градско подрачје, тоа е дел од Карши Бизнистенот, над тоа се објектите над филиал Кашиков, туристичката агенција и оние дуќаните угостителски, каде што 3 собственика веќе имаат отпочнато работи на добивање на градежна дозвола, двајца од нив веќе имаат градежна дозвола, а третиот со наша помош ќе отпочне постапката за добивање на таа дозвола.
со обнова на фасадите чија реконструкција ја финансира Министерството за култура, со реновирање на приватните објекти кои се под заштита на државата, но и со средување на објектите кои општината ги доби на подарок од доктор Жан Митрев во Новосело, меѓу кои е и куќата која се руши и чија санација жителите на Новосело секојдневно ја очекуваат. Ке се реши добар дел од проблемот со објектите изградени во старомакедонска архитектура, а кои долги години беа оставени на забот на времето. Непознати кратци деновиве извршиле кражба во семејна куќа во населбата Трајаново Трло во Кочани. Иако задзидани и вратите и прозорците, кратците го разрушиле ѕидот од позадина на куќата и однеле вредни предмети од домот на лицето РФ, кој со семејството се наоѓа во Германија. Полицијата изврши увид на местото на настанот и трага по сторителите. Тоа што се задзидани вратите и прозорците не ги спречило кратците да провалат и да извршат кражба во семејна куќа во населбата Трајаново Трло во Кочани. Имено, пред 2 ноќи, непознати сторители го разрушиле ѕидот од кај прозорот во семејната куќа на лицето РФ, кој со семејството се наоѓа во Германија, и од неа однеле вредни предмети. Соседите ја раскажуваат приказната. Комшиите со Германија, како што може да забележат камерите, се е задзидано, значи не е џам да е скршен или да е одноден. Ѕидот се го струшили од подзади куќата, струшење ѕидот доле ниското, има изнесено систем кој кошта негде околу 25.000 динара, системо и нов телефон Sony Ericsson, има тука унатре палено свеќи, такви работи, значи можеле се и куќата да ја запалат. Најголемата случка е што е тука се задзидано, се е однодено, а они се успеале, значи, кражбата да ја направат, од подзади може да снимате, сега повторно задзидаме друг ѕид. 2 ѕида задзидаме еден за друг. Да е прозор ќе ја скршат. ПВЦ врата е целата уништена, целата е скршена. Кражбите во Кочанско стануваат секојдневна појава. Се краде се и се што, како преку ден, а особено ноќе, кога е глува темница. Последната кражба изфрли на виделина многу недоречености во смисол на тоа кој ги чува куќите и како тие се заштитени од кратци. Од полицијата апелираат во случај на отсуство од домот да се остава светло, да се чуваат вратите заклучени и во становите и куќите да не се оставаат скапи предмети. Инаку, пред неколку години на сличен начин со рушење на ѕидот беше ограбена семејната куќа на пејачот Зоран Ванев од Штип, кој што живее во странство. Вчера рано наутро на регионалниот пат Виница село Смојмирово се случи сообраќајна незгода во која мотоцикл управуван од 19 годишен виничанец со иницијали ШД излетал од патот. Во незгодата ШД се здобил со тешки телесни повреди и по укажаната лекарска помош во здравствениот дом Виница бил пренесен во општа болница Кочани, од каде поради сериозноста на повредите е препратен во клинички центар Скопје. По незгодата мотоциклот бил тргнат од местото на настанот и однесен во непознат правец. Полициска станица Виница презема мерки за пронаоѓање на мотоциклот. Откако пред 20 години стана самостојна општина, рударското градче Македонска Каменица се разви во општина лидер по економскиот раст во регионот. По повод овој јубилеј, општината организира низа настани на 28 август, меѓу кои концерт на Цеца Ражнатовиќ. По изминати 20 години откако согласно територијалната организација на општините стана самостојна општина, слободно може да се каже дека општината Македонска Каменица прерасна во општина која застана рамо до рамо со поголемите општини во регионот. Сето тоа благодарение на рударството, индустријска гранка преку која екзистенција обезбедува најголем дел од населението во Каменичко. Може би во претходниот период кога Македонска Каменица не била самостојна општина, имаше еден интензивен развој со развојот на рударството во нашата општина. Но сосема сме и сведоци и јасно и сите граѓани дека најинтензивен развој имаме негде од 2008-2009 година, кога најголем дел од концесиите кои што завршува во централниот буџет веќе завршуваат во буџетот на општина Македонска Каменица и имавме можност да изградиме многу објекти, да направиме многу и за невладените организации кои што пред 8 години имавме една невладена организација, сега да имаме 7-8 кои што ги ние финансираме, да направиме многу за спортот, за социјалата, за културата.
Меѓу таквите објекти кои што се градат токму благодарение на силниот економски раст во општината се и Домот на културата, Куќата на спортот, како и Дневниот центар за лица со посебни потреби, чија изградба привршува и свечено ќе биде пуштен во употреба токму на прославата на големиот јубилеј. Неколку објекти ќе бидат пуштени во употреба, кои што ги имаме целосно завршени, како што е Дневниот центар за деца со посебни потреби, неколку улици во централното градско подрачје. Секако ќе имаме и многу социјални програми кои што ќе ги направиме за учениците и за сите граѓани на општина Македонска Каменица. За прославата на тројниот јубилеј на општина Македонска Каменица во рамки на Каменичкото културно лето и годинава се организира богата програма, која ќе кулминира на 28 август, денот на градот и денот на рударите, со настапот на една од најпознатите балкански музички ѕвезди. Ќе започнеме со концертот на Мирослав Илич на 26 во петок. Во сабота ќе имаме вечер на македонска естрада, каде што ќе имаме познати естрадни уметници од македонската сцена и секако на 28 како веќе што најавивме ќе одржи концерт балканската ѕвезда Цеца. Инаку и годинава прославата за денот на рударите и денот на општината, како и Каменичкото културно лето, се овозможени со финансиски средства во најголем дел обезбедени токму од рудниците за олово и цинк-саса. Денешниот пазарен ден во Штип, освен богатата понуда, повторно го актуализира проблемот со продажбата по тротоарите околу градскиот пазар, појава која требаше да се надмине со изградбата на покриениот дел. Од пазарот апелираа до надлежните да преземат мерки за надминување на хаосот околу пазаришниот простор. Богата понуда денес на градскиот пазар во Штип, но поради годишните одмори фреквенцијата се уште помала од вообичаената. По која цена и што можеше да се купи денес, ни соопштува раководителот на пазарот. Од 20 до 40, значи втора класа, 20, 25 до 40, розов е 50, пиперо исто 30-40, во станот 8 до 12, зависи од квалитетот, дињата 15-20, грозито 25-30, други култури што има праската актуелна 30-40, компирот 20-25, класија 10-30-20, слива 20-30, испаѓа јаволки, испаѓа 30 денари, 40. Тоа се основните работи, крставицата 30 денара. Односно минатиот пазарен ден како? Па слично, во овој период нема многу. Значи, роба одмори се уште август месец, али ќе почне веќе повеќе роба при крајот на со завршеток на одморите ќе почне повеќе роба да се донесува. Но и покрај условите кои со покриениот дел и останатите тезги ги нуди градскиот пазар, се уште има трговци и производители кои продаваат по тротоарите околу пазарот. Имаме доволно тезги, слободни тезги за заинтересираните корисници, меѓутоа се случува да постепено улиците се полнат со зеленчуки и овошје. Од управата очекуваат поголема агилност од надлежните со цел средување на присутниот хаос околу овој пазаришен дел. Инаку за пристојно изложување на стоката се наплаќа по тарифа која не е смената со години. Не се високи цените не се сменети 20 години повеќе се исти цени. 2000 денари една тезга, 5% или 5% од вредноста на продадената роба. Тоа зборам за 2000 денари за цел месец. Користејќи запалливи бомби и импровизирани експлозивни направи, напаѓачи удрија по неколку популарни туристички одморалишта и плажи во Тајланд во еден од најголемите напади откако беше изведен воен удар во земјата пред 2 години. Најмалку 4 луѓе загинаа, има и десетици повредени, вклучувајќи 11 странци. За сега не е јасно кој стои зад нападите што се случија по успешниот референдум за новиот устав, одржан минатиот викенд, со кој моќта на војската се зголемува. Нападите се случија јужно од Банкок и неколку од експлозиите изгледаа како да се наменети да удрат по туристичката индустрија, која придонесува со витални приходи за власта. Една од 3 ученички муслиманки од источен Лондон кои минатата година побегнаа од Велика Британија за да им се приклучат на џихадистите на Исламска држава во Сирија, загинала при воздушен напад во реонот на Рака, пишуваат лондонските медиуми повикувајќи се на изјавата на адвокатот на семејството.
Кадиза Султана лани имаше 16 години кога заедно со две своји другарки на возрастот по 15 години замина од лондонскиот кварт Бентал Грин преку Турција за да се приклучи во редовите на џихадистите. Нејзиниот татко во изјава за BBC сега открива дека таа била длабоко разочарана од престојот во редовите на Исламска држава и дека сакала да се врати дома, но дека сепак одлучила да не ризикува, плашејќи се да биде пронајдена и заробена, а потоа брутално казнета од џихадистите со отсекување на главата. Пожарите на португалскиот остров Мадеира се проширија и сега се до главниот град Фуншал. Во пожарите 3 лица го загубија животот, додека над 300 се повредени. Локалните власти поради обемот на пожарите биле приморани да евакуираат 1000 жители на островот, како и туристи. Шумски чувар загинал во текот на ноќта на копнениот дел од Португалија, кога еден од повеќе од 100-та пожари ја зафатил приколката во која спиел на 150 на километри северно од Лисабон. Со оглед на тоа што катастрофата продолжува на Мадеира, португалците побараа помош во гасењето на 186 пожари, од кои 14 се прилично големи. Португалската влада започна посебен механизам кој им овозможува на другите земји членки на Европската унија да помогнат во гасењето на пожарите. Майкл Фелпс се надмина себе си и го собори сопствениот рекорд со освојување на 22 златни медали на Олимписките игри. Последно освоено му е златото на трката од 200 метри мешано. Ова е 13-та индивидуална победа во неговата олимписка кариера, што значи дека ги надминал најголемите спортисти на игрите уште од античка Грција. Според легендата, спортистот Леонидас, кој се надпреварувал на олимпијадите од 164 година па до 152 година пред новата ера, во кариерата освоил 12 победи. Фелпс сега е најодликуваниот олимпиец на сите времења, со вкупно 26 освоени медали. Ова беше четврти златен медал за него во Рио. Освен во дисциплината 200 метри мешано, триумфираше и во 200 метри пеперутка, како и во штафетата 4 пати по 100 и 4 пати по 200 метри слободно со американската селекција. Фелпс на овие олимписки игри може да се закити со уште еден златен медал. Треба да настапи во дисциплината 100 метри пеперутка. Ова беа сите содржини предвидени за централниот дневник на Канал Плюс телевизија. Довидување до 23 часот.